Регистар за срцевина со цел да се зголеми бројот на дарители во земјава. Ова утро на оваа тема разговарам со професор доктор Мирко Спировски. Добро утро. Добро утро. Драго ми е што сте гостин во Здраво Македонија. И мене исто така. Најпрво ќе ве прашам од каде идејата за формирање на ваков регистар? Па идејата е многу стара. Јас го формирав Институтот за имунобиологија и хумана генетика 2000 година. И во тој контекст и беше потребно да се создаде дарителски регистар. И уште тогаш, кога бев во редовен работен однос, направивме напори заедно со останатите од институтот да формираме дарителски регистар на Институт за имунобиологија и хумана генетика. Така. И во тој момент, тоа е негде 2010 година, тој беше создаден хибриден или соработнички. Значи, едниот дел кој што значеше земање на примероци и изолирање на генетски материјал, изработка на генетски податоци, хајала се наречуваат гените, беше правен во лабораториите на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, беше развиена целокупната технологија, а невладината активност која што се остваруваше, која што е комплементарна или заедничка за да тоа може да функционира, тоа се дарителски акции, предавања и така натаму, ги вршевме преку невладината организација, дарителски регистри на Македонија, која што во тоа време јас како фундација формирав. Значи, од тогаш наваму таа функционираше и се развиваше до моето пензионирање негде 2013 година во септември. И разговорите беа од моја страна водени да продолжиме на истиот начин, меѓутоа знаете кога човек оди во пензија, институциите во нашата земја ги превземаат сите активности, ја превзедо и оваа невладина активност. Така да тој регистар од 2010 почна, меѓутоа 2012 регистриран и функционира до ден денес. Значи, тој е државен регистар во кој што, така како што тогаш го организиравме со варијации кои што сега колегите мои наследници ги организираат, функционира. Меѓутоа, од таа година наваму, таа невладина активност или ангажирањето на невладиниот сектор во делот на дарување не беше соодветно остварен, главно поради тоа што нема искуство, беа преоптоварени, денес се преоптоварени, меѓутоа има потреба од тоа. Така да идејата е стара. Новата идеја за да се вклучи дополнително невладиниот сектор од нашата држава е нова и таа датира од минатата година. Значи, минатата година негде околу во време, негде беше април месец, во конкурсите на невладината организација Civica Mobilitas, поддржана од амбасадата на швајцарската влада, распиша конкурс за грантови во областа на поттикнување на невладиниот сектор и ние се пријавивме од нашата фундација, за среќа го добивме тој проект. И проектот заправо беше поттикнување на свеста за дарување на коцкената срцење и ја би рекол дека ова датира од тогаш, значи од прифаќањето на проектот, обелоденето. Ние припремите ги правевме и пред тоа една година, ама додека немате на било кој начин официализиран облик на работа, као што е проектот на Civica Mobilitas, тогаш тоа не е толку препознатливо. Значи, накусо кажеме, од минатата година, од негде месец април-мај, ние започнавме официјално со поттикнување на свеста за дарување на срцевина во невладиниот сектор. Во државниот и тогаш и ден денес работа. Значи, нема тука некој проблем. Значи, идејата е таа. Кога овој регистар ќе започне со работа? Па ние започнавме тогаш. Значи, започнувањето на работа подразбира дека ние се подготвуваме за. Подготовката значеше дека ќе се поддигне свеста и ние тоа го правиме со настапи на телевизии, со организирање на вебинари, со пишување на текстови соодветни, со отварање на веб страници, на Facebook, нормално и на другите медиуми. И освен тоа, во изработка е веб-сайт, подготвени се комплетни материјали за функционирање, направени се врски со Светската асоциација за дарители на срцевини и така натаму. Значи, практично почетокот е минатата година,
како да речам, не е тоа официјално, но суштествен, е минатата година негде околу мај-јуни. Кои се може да биде дарител? Дарители можат скоро сите да бидат, меѓутоа сакам да им објаснам на гледачите дека тоа се така наречени потенцијални дарители. Имено, тоа се луѓе кои што искажуваат спремност дека сакаат да даруваат срцевина на болните на кои што тоа им е потребна, и при тоа се согласни да биде земен материјал, ние тоа го правиме со брис од уста, во кој што ќе биде испитан и складиран генетскиот код на секоја индивидуа. Таквите луѓе би требало да ги исполнуваат условите да имаат од 18 до 50 години и да имаат, односно да немаат значајни заболувања кои што се протиставени на ова. Тука ги има една редица на заболувања кои што се дефинирани. Кои се тие заболувања? Па тие најмногу се автоимуните, алергиските заболувања, малигните заболувања, има 13, напишани се секаде, меѓутоа и во нашите прашалници тоа е дефинирано. Генерално земено најголем дел од луѓето можат да бидат дарители и ги исполнуваат условите. Некои од дарителските регистри, па и ние ставаме и определба тежина, меѓутоа не се сите баш согласни со таа тежина. Тежината е менлива категорија. Генот не е менлива категорија. Некој може сега биде, што знам, 90 и нешто килограми и на повеќе од колку што треба, а таа година кога ќе биде избран да има нормално. Но ние го зедовме како критериум. Значи, тие се тие два критериуми. Она друго што сакам да кажам, дека луѓето кои што искажале желба да бидат потенцијални дарители, тие можат цел живот да го преживеат и никогаш да не бидат повикани дека би можеле некому да бидат дарител. Со други зборови, нивниот генетски код не одговара и не соодветствува на никого на земјината топка со таков код кој што е болен за да има трансплантација од коскена срцевина. Само тие кои што ги исполнуваат, тие влегуваат во следна постапка за потврдно испитување и понатамошно постапки за дарување. И тие се практично дарители на срцевина, а не овие другите. Сите ние други сме потенцијални. И затоа свеста дека јас сакам да бидам потенцијален, треба да биде широко прифатена и еманципирана. И треба да има што повеќе луѓе. Незгодата е во тоа што треба доста организацијска работа, доста финансиски средства, бази на податоци, меѓународни системи за пребарување и така натаму. Таму е, би рекол, оно интелектуален напор и инвестиција која што треба да се прави. Имаме ли бројка на дарители кај нас? Зборувам не потенцијални, туку дарители. Бројката на дарители кај нас е многу мала, главно затоа што и бројката на потенцијални дарители не е многу голема. Например, во државниот регистарот за 2018 година во светската база на податоци негде околу 2000 и нешто на располагање потенцијални дарители. Секако дека од 2000 потенцијални дарители не можете вие да очекувате голем број. И тој број, колку што јас знам, во нашата држава изнесува 3-4, значи да замислите колку е тоа мала бројка од кај нас. Но суштината е дека освен таа бројка која што од нашите дарители во нашите регистри може да се употреби за дарување, бидејќи сме во системот на светските дарители, кој што во овој момент има 39 милиони потенцијални дарители, ние можеме да пребаруваме и да користиме дарители од целиот свет. Така да кај нас се употребени клетки од дарители од други земји кои што на наши пациенти се успешно вградени, односно трансплантирани. Значи, кога размислуваме за тоа колку има кај нас, ние може да зборуваме колку има од нашиот државен регистар, да, но колку има поради тоа што имаме државен регистар и од надвор, таа бројка е 3 пати 4. Ве прашав за тоа што ме интересира колку граѓаните се свесни на оваа тема, колку се хумани за да даруваат срцевина. Дали се доволно информирани на кој начин се дарува, и затоа ве прашав кој се може да биде дарител. Од тој аспект прашувам колкава е бројката. Земањето на крв или дарувањето крв, која што се врши, е извонредно на високо ниво организирано.
И во нашата држава со години наназад, хуманоста на нашите луѓе е прикажана на дело во максимален смисол. Кај нас веќе 10-20 можеби години нема недостаток на крв и крвни деривати. Главно поради овие добро организирани постапки, добро афирмирани постапки и нашите луѓе се хумани. Меѓутоа, за крвта. Кога зборуваме за органи, е помал број. Ние знаеме дека дарувањето на органи во нашата држава до пред 2-3 години беше на многу мал број. Не знам, да не грешам, ама 30 на 40, 50 во задните 60 години, што е изворедно мала бројка наспроти јадници хумани постапки на нашите исти граѓани. Ама, дарувањето на органи не беше така организирано. Кога пред 2 години го организира нашата држава и Министерството и Националниот координатор за трансплантација на органи, кога беа донесени акти, кога беа организирани сите активности, видовме што се случи. За една година 5 трансплантации на срце, скоро 9-10 трансплантации на органи. Значи, хуманоста кај нашите луѓе е постојано присутна, но таа треба да биде негувана и афирмирана и организирана. Третиот дел, значи овој за што дискутираме, е најмалку организиран, најмалку афирмиран. Не постои национален координатор за трансплантација на коскена срцевина. Ви се верували во тоа? Денес нема. Има некој сурогат на решавање согласно законот за дарување на клетки, ткива и органи заради лекување, но тој не е согласно законот, а уште помалку согласно меѓународни стандарди, бидејќи законот не е последниве години усогласен со надвор. Поради тоа е помалку. Последниве 2 години, морам да ја споменам, колешката професор Ирина Пановска направи огромен исчекор во тој дел да се афирмира и клиниката, значи со својот центар за трансплантација, и државниот дарителски регистар, и малку е подигната свеста и нашето присуство дополнително. На тој начин се надевам дека заеднички ќе успееме тоа да го подигнеме на повисоко ниво. Да се надеваме дека ќе биде така и ќе ги поттикнеме граѓаните не само да бидат крводарители, туку да донираат и срцево, односно коскена срцевина. Да бидат... Или срцевина поново. Да, поново срцевина. Професоре, благодарам за одвоеното време. Толку беше, сега се гледаме наредна прилика. Многу ви благодарам и на вас.